Хитлеровиот подземен град во Полска го граделе 13.000 затвореници, а никој не ја знае неговата намена. Длабоко под површината на планините Аул во Долна Шлезија, југозападна Полска, се наоѓа еден од најмистериозните нацистички објекти од Втората светска војна. Неговата вистинска намена никогаш не е потврдена, а огромната мрежа од подземни тунели и структури, делумно неистражени, се уште ги потикнуваат теориите на злокобните планови на Третиот рајх. Нацистите го започнале проектот Ризе, што на германски значи џин, на врвот на војната во текот на 1943 година, кога илјадници затвореници, се споменува бројка од 13.000, биле донесени од концентрациониот логор Грос Розен. Тие работеле во пеколни услови, а се проценува дека околу 5.000 луѓе загинале градејќи ги споменатите тунели од евреи, пољаци до воени заробеници. Комплексот никогаш не бил завршен, но сепак е огромен. Се состои од 7 подземни комплекси кои се меѓусебно поврзани со разграната мрежа од тунели во област која станала дел од Полска по војната. Најразвиениот дел е Осовка, каде што се тунелите долги 1,8 км со постоење на железничка линија, огромни генератори на електрична енергија, сала висока 10 метри и лифт кој требало да води дури 16 ката под земја. Локалниот водич Здислав Лажановски верува дека подземниот град може би бил наменет како седиште на Хитлер и врховната команда. Сепак, како што се приближувале сојузниците, плановите на нацистите се промениле. Тунелите биле користени за производство на оружје, вклучително и за развој на ракети. Но ниту една од локациите не била завршена, а според документите пронајдени во Прага, била потребна барем уште околу една година напорна работа за да се заврши целиот проект. До денес се истражени околу 8,5 км тунели, а многу делови остануваат закопани под стотици тони камења. Покрај предпоставките дека проектот Ризе го представувал седиштето на врховната команда, постојат шпекулации дека познатиот нацистички златен воз, па дури и килибарната соба, исчезнатиот бисер на Русија, биле скриени во подземните ходници. Црвената армија ја окупирала Долна Шлезија на почетокот на мај 1945 година, денот откако нацистите го прекинале проектот. Сојузниците не го користеле подземниот комплекс, но било однесена многу голема опрема од дупчалки до генератори. Денес мистериозниот комплекс е туристичка атракција и трагичен споменик на жртвите на Третиот рајх.